Druga Račkovski, da li bi sakali nakratko da ni kažete što je solidnost danas? Полниот назив на нашата фабрика е, мислам, денеска модна конфекција Солидност Прилеп. Основана е на 12 декември 1946 година и до денеска има, да кажем, поминато долг пат. Израстена е од една шнајдерска кооперација која некогаш, мислам, 46 година се викала Напредок, со вкупно вработени 17 работника. Денеска, како што и сами гледате, тоа е една модерна конфекција. Тоа е еден модерен објект во кој се вработени вкупно 540 работника. Тоа е конфекција во која претежно работната сила ја сочинуваат вработени од женски пол и која во кој објект сме почнати, мислам, во новиот објект да работиме од 11 октомври 1972 година. Колку ви е производството, обимот на производството? Па видите вака, до 1977 година нашата ориентација беше претежно Солидност да работи за странскиот пазар. Кога зборувам за странскиот пазар, пред се мислам за Демократска република Германија и Советскиот сојуз. Инаку, Солидност, вкупен бруто продукт за 1977 година има остварено од цирка 6 милиарди, за извоз за Советскиот сојуз имаме работено цирка милиарда динари и за Демократска република Германија исто така 1 милиарда. Дали во последно време повеќе се ориентирате на извоз или и на домашниот пазар? Како една основна и најважна ориентација, како една зацртана политика за солидност во текот на 78 година, ја сметаме работата за домашниот пазар. Кога велам домашниот пазар, во никој случај не сакам да кажам дека ќе прекратиме да работиме за извоз за Демократска република Германија и Советскиот сојуз, меѓутоа наша ориентација ќе биде да работиме толку колку е потребно за нашата конфекција. Слушавме дека сте направиле бум во Словенија. Практично што е тоа, да ни објасните подетално? Па видите, кога спомнав дека ќе работиме за странство и за домашен пазар, пред се мислев за домашен пазар на Република Словенија. Ние во текот на 1977 година, испитувајќи ја можноста, испитувајќи ги потенцијалите на Република Словенија, увидовме дека ако се ориентираме на тие производи кои што Република Словенија е спремна да ги прими, пред се мислам на скијачките комплети, увидовме дека можеме да појдеме многу напред и да работиме многу повеќе за домашен пазар. Ние обавивме во текот на 77 година и до сега, мислам, 78 година, доста посети со многу трговски организации во Република Словенија. Наидовме на неочекуван добар прием, мислам, за нашите производи, за нашата скијачка конфекција и нашите скијачки оддела, и наши предвидувања се дека во текот на 78 година од прилика измеѓу 2 и 3 милиарди, мислам, во динари, или преку 40 или 50 илјади комплети. Дали може да се каже дека има нешто конкретно сега со Словенија? Што конкретно имате направено? Конкретно за Словенија имаме до сега заклучено преку 20.000 скијачки комплети за детска возраст и преку 10.000 скијачки комплети за возрастни, мислам, машки и женски. Обично се вели дека во Југославија, покрај тоа што е познат дека има единствен југословенски пазар, дека одредени региони се затвораат. Што после сето ова би можеле да кажете за тоа? Дали имаме затворен или отворен пазар? Во некој случај јас можам да кажам дека ние сме две републики
од една, мислам, од крајниот север, така да се изразам, друга од крајниот југ. Јас преди малку спомнав дека ние сме во Словенија одлично примени, нашите производи се пласираат добро и само можам да пожелам и на другите трговски организации производни, мислам на нашето стопанство во Македонија, да се поврзува со другите републики, а во никој случај дека во Југославија постои затворен пазар. Обично меѓу луѓето се вели дека ние ете во Македонија немаме добра детска конфекција, дека треба да одиме во соседните земји за нашите деца. Што е вистина од сето ова? Па видите да ви кажам, јас кога спомнав дека треба да работиме за домашен пазар, мислев токму на таа детска конфекција. Солидност со работењето на домашен пазар исклучиво ќе води грижа само за нашите најмлади, тоа мислам за нашите најмлади и за детската конфекција. И можам да дадам едно ветување дека нашите потрошачи, нашата трговија само ќе може да биде задоволна од нашите производи. Така да се надевам дека нема да има потреба да се оди во иностранство да се добија некој производ за нашите најмлади. Дали може да се каже дека солидност го оправдува името што го носи? Дека е солидна организација на здружен труд, која настојува во сегашниве мигови на нашиот стопански живот да ги надмине тешките состојби и да работи успешно? Тоа е малку тешко прашање, меѓутоа морам да кажам дека целиот наш труд и сиот напор е насочен токму на тоа прашање и јас, моите соработници, мислам, најблиски, се надеваме дека ќе го правдаме нашето име и дека на крајот на годината ќе бидеме солидни. Вие сте еден од најстарите работници во солидност. Кажете како почнате? Видете, ние почнаме уште од времето 46-та година, во најтешкото време кога требаше да се основаат кооперации и кој тоа време немаше толку, да речеме, организирано, али се најдобри неколку души мајстори, неколку млади, така бевме околу 17 души кои основаме. Тоа беше 1946 година, 2 децембар, која основаме, почнеме да работиме, али основањето ни беше со бидејќи немаше средства банката да дава пари во односно тие работи, ние што имаме машини, мајсторите со своји средства, машини, алати, ножици, се што треба, она прибрано и почнеме да работиме тоа време. И постепено од 17 души прераснаме на поголема кооперација. Тоа време кооперација се викаше. А од кога почнавте како солидност? Како солидност почнавме од 1959 година, негде си октобар месец, со тоа бидејќи тоа време бевме чаршија, тие беа мали дујчани, тестет и ваму луѓе требаше да се прошируваме и во суспред тоа време ни излезе градски одбор, ни одобри овдека овие стари сушални веја и кои тоа време дојдовме овдека 59-та година и примиме повише кадар, значи повеќе кадар примиме работници, бидејќи бевме малци, 40 до 50 души кога бевме вама. Вие сте од почеток, што ви рекле, во солидност. Како гледате на развојот на солидност? Постепено гледаме развојот, се развива, се проширува, доста напреднаме, доста сте напреднати со тоа сето напредување со идење нови директори. На секој 4 години се сменува, значи директори. Тоа почнеме ние да се развиваме. Подобро почнеме да се развиваме негде 61 година со самото идење директор од трговија кој беше, немаме клучен кадар, школован кадар, немаме клучен кадар. Тој беше клучен кадар од трговија и ние тука што бевме два тројца мајстори, тоа го спроведовме овдека, го организираме, работиме и се прошируваат во, како да ти кажам, во далечен обим, значи се прошируваат. Вие сега сте шеф на производство. Како гледате на денешното производство што го имате? На денешно производство го гледаме многу добро, добро се работи, квалитетно се работи, асортимано е добар, работиме за извоз, работиме за изvoz, работиме со Русија, работиме со Западна Германија, имаме Источна Германија, Америка имаме, а за нашиот пазар имаме Словенија, Босна, Србија, Македонија, покажува, значи нашата работа сета покажува да имаме добри муштари, добро работиме, квалитетно и
се она што треба во ред даваме со муштерите, како да ти кажам, успеваме навреме се да му споручаме. Како доаѓате до моделите? До моделите доаѓаме со соработка на техничкиот и комерцијалниот, и ни помага и нашите трговачки партници кои ја разработува нашата целокупна трговија. И дали ја следите модата во светот, што се бара? Па ја следиме во нашата држава и купуваме од Германија журнали кои и употребуваме и вадиме модели. Колку според вас детските модели сега се може да бидат пласирани на нашиот пазар? Па према пазарот кој што бара, најпојче ние вадиме шушкавец и тоа најпојче ни го бара Словенија. Дали можете да ни кажете што овде во овај погон се работи? Во овај погон се работа, се испитува нашите модели и во колку се усвоа на пазарот, тука и умножаваме и даваме за понатаму најздраво. Како се викате? Башевска Магдалина. Што сте вие овде? Квалификована работничка. Што моментално работи? Па на машина. За каде е ова производство што го правите? Молам? За каде е ова производство сега што го шиете? За Германија. За Германија. Како вие гледате на моменталниот развој на Солиднес? Па мислам дека е добро. А како сте задоволни со личните доходи? Па средно да речем. Колку примате ви? 220, 200 до 250. Зависи на нормата. Дали имате голема норма? Дали нормата ви е голема? Па зависи моделот. На некој модел се вади, на некој модел ќе ти падне некој пазар. Дали имате сега многу работа? Па моментално имаме. Ќе ве молам, како се викате? Јанкула Скалетка. Вие се квалификована шивачка. Што моментално работите? Работа моментално кемери на панталони и патки. Од кога сте овде запослени во Солиднес? Работам 6 години во Солиднес. Дали сте задоволни овде од работата? Да, задоволна сум. А како гледате на развојот на Солиднес? Па, Солиднес напредува доста брзо во последниве години, особено кога работиме за странскиот пазар сега. Што моментално работите за странскиот пазар? Па мантили работиме, джакети за Америка работиме, за Русија. А од детска конфекција? Детска конфекција, бундичина, фастанчина, панталони. Дали сте задоволни од личните примања овде? Па задоволна сум. Колку вие примате? Можностите овде. Па просек 250 последните. Значи вие сте задоволни? Да. Имате општествена исхрана? Бесплатна менза имаме, после редовност имаме 30.000. Слушаме дека доста се отсуствува. Зошто мислите дека се отсуствува од работа? Па најчесто ради малата редовност. До сега беше 5.000, сега е 30.000. И помали отсуства има. Дали не е причината што тука имате многу млади мајки со мали деца? Да, и тоа е причина, децата се поболуваат, на вакцина се носат и така. Обично велиме дека пазарот е мерилото за квалитетот на производството. Како вие го оценувате приемот на пазарот, односно како вашето производство е примено на пазарот? Испораките од минатата година беа барометар дека пазарот југословенски беше слабо работен од наша страна. Затоа ние превзедовме една голема акција во предпријатието да се направи една богата моделарница во која ќе биде изработувани на брза рака квалитетни и убави модели со кои би требало да се јавиме на нашиот домашен пазар. Оти без една таква колекција не може да се просперира на овој пазар наш, бидејќи има голема конкуренција. Затоа ние што направивме прво? Направивме една убава моделарница каде беше направена многу богата колекција и која беше презентирана пред одредени трговски куќи кои многу похвално се изразија за таа наша колекција. Инаку претежно нашата колекција е составена од скијачка конфекција, дечи бундици,
односно дечи асортиман. Ние бевме во одредени словенски кујчи повикани да ја презентираме таа колекција. Направена е многу добра работа за која сметаме. Ако од 1 март оваа година не отпочнеме со производство, не ќе бидеме во состојание да извршиме сите испораки кои следа во наредниот период, септембар, октомбар, новембар и децембар месец 78 година. Значи за наредната зима се подготвуваат уште од сега? За наредната зима, да, почнуваме од 1 март оваа година и за кои се извршени многу добри припреми. Обично потрошувачите се мерило, рековме, за квалитетот. Како тие го имаат примено сето ваше производство? Нашиот, поготово ова скијачка конфекција, бидејќи во последно време ние работиме само на за домашен пазар, инаку капацитетот, како што знаеме сите, беше за извоз претежно. За Русија преку Центротекстил и за Источна Германија преку Макотекс. Некои имавме ова година мали количини и за Америка преку Центротекстил, али барометар беше Словенија, каде беа артиклите наши прифатени изнад очекувањата. Али ние капацитетот што го имавме беше многу мал. Затоа годинава е така испланиран да биде опфатена претежно домашниот пазар, исто така не напуштаме ние Исток, Русија и Источна Германија преку Макотекс. Дали тоа значи дека во наредниот период не само во Словенија, него и во другите републики ќе направите обид за пласман? Исто така направена е колекција и за другите републики, нормално, која сега деновиве треба да биде презентирана пред одредени кујчи, кои се повикани на заклучување кај нас и поедини кујчи што се дојдени овдека многу похвално се израза и за таа. Слушнавме дека сега се работи кај вас и прекувремено и во зголемени смени. Мора да се работи заради тоа што домашниот пазар изнад очекувањата за нас бара артикли кои ако не работиме така не ќе бидеме во состојание да го задоволиме. Со каков асортиман располагате моментално? Па моментално асортиманот во нашата конфекција е детска конфекција за домашен пазар, а извоз претежно детска конфекција и женска конфекција за СССР. Што на технички план можете да правите, дали понатаму ќе се проширувате? Па рачунајќи претходните години и ова година размислуваме на помало проширување со сегашните барани наши артикли на домашен пазар, а исто така и извоз. Колку имате вработени Во нашата конфекција се вработени 542 работника, од кои претежно 80% женска работна снага и то млада. И тоа млада. Дали тие доволно се стручно способени за да може да... Видите, претежно во нашата конфекција се квалификувани, а исто така имаме работници со 8 оделение кои се оквалификувани во нашата конфекција. И на крајот би сакале нашиот разговор да ни кажете кои се перспективите на вашата организација на Здружен труд? Па видите, ние на почетокот на годината зацртавме една политика. Зацртавме една политика во која кажавме дека претежно и поголем дел од нашите капацитети ќе бидат ангажирани за домашен пазар. Исто така можам да ви известам дека најголем дел од нашето производство ќе биде ориентирано кон оние производи кои што ги бара пазарот. А тоа е таа скијачка опрема, тоа е таа скијачка конфекција, која за жал во нашата република не е прифатена, можеби за тоа има и разлози, мислам има и причини. Меѓутоа, како времето одминува, тој спорт и таа скијачка конфекција полека од крајниот север, мислам Република Словенија, слегува ваму на јужните краишта на нашата. Значи може да се очекува солидно работење во текот на оваа и сигурно и наредните години. Дали ќе имате некој проширување на капацитет, нови вработувања? Па се надеваме, видете, ако успее нашата концепција за натамошен развиток, се надеваме дека ќе имаме и проширување.